Поставување на знамиња и опрема, мајстори кои иако е сабота се внатре и околу ВИП арената Борис Трајковски. Работна атмосфера за подготовка за декемврискиот министерски совет што таму ќе се одржи, а за што се искеширани 1,8 милиони евра народни пари. И покрај скандалозните информации дека овие пари легнуваат на сметката на фирма во сопственост на внукот на поранешниот министер од ДУИ Абдулаким Адеми, Елмедин, очигледно е дека Адеми не го засега, а исто така ниту некој од владата. Нема реакција ни од СДСМ, ниту од Ковачевски. Работници од градежната компанија Еуровија од Жилино веќе започнале со работните активности за преадаптација на спортскиот центар Борис Трајковски во пресред на Министерскиот совет на ОПСЕ за 2023 со кој Македонија ќе претседава во месец декември. Во меѓувреме се појави договор што го склучило Министерството за надворешни работи со пиар агенцијата омилена на власта Рейтинг. Таа добива 100.000 евра за да ја организира и да ја промовира конференцијата. Нејасно е зошто, кога и во Министерството има служба за односи со јавност, но и владата има вработени и ангажирани лица за пиар, фотографии и сниматели. Улогата на Македонија како претседавач на Министерскиот совет на ОПСЕ за 2023 ќе ја чини државата фрапантни 5 милиони евра пари на народот. За овие пари одлука донела владата на седница. Предходно, како што информираше министерот Османи на почетокот на годинава, од Министерството за надворешни биле побарани и повеќе, дури 8 милиони евра. Од доделените 5 милиони, речиси 2 милиони одат за маси, столчиња, опрема и интериер, кои се потребни за еднодневната конференција. Никој не открива што ќе се случи со оваа опрема, откако нема да биде потребна. Се уште не е познато за што се потребни останатите 3 милиони евра. Од најавите на министерот Бујар Османи познато е дека Министерството за надворешни работи треба да обезбеди 70 возила за превоз на учесниците на конференцијата во државава. Сепак станува збор за организирање на возила, а не на авиони, ако судиме според сумата што ја извлекло министерството.